Ема Арсовска, мајсторка на техниката гравирање, го претвора простото дрво во уникатни гердани и слики, кои раскажуваат своји приказни. Со својата посветеност на ова хоби, Ема креира ремек дела што ги пленат погледите и допираат срцата. Нејзините ракотворби се резултат на години пракса и љубов кон уметноста, а секој изработено парче е плод на внимателно вложено време и труд. Овој разговор ќе ве поттикне да ја цените убавината што произлегува од наједноставните материјали, претворени во нешто апсолутно уникатно. Ако верувате или не верувате, јас едва чекав да стигне овој момент и да можам одблиску да се запознам со мојата следна соговорничка и да видам во живо како се прави оваа навистина ретка уметност која може да се сретне во денешно време. Некако многу често зборуваме за тоа што е вештачка интелигенција, што може да направи, но се чини дека ова не може да го направи вештачката интелигенција, барем сега за сега. Може би можела визуелно некако да го издизајнира, да направи нешто, но за да може да го преточи во реалност и да му даде една таква љубов, еден таков шмик, треба да биде човек. А човек кој го прави тоа е мој следен соговорник. Добро утро, Ема Арсовска, која ни допатува од Куманова. Така, ви благодарам прво за убавата најава. Не очекував дека сум мајсторка, најстрано. И ме фасцинира тоа дека навистина ви се допаѓаат овие мои изработки. Тоа навистина ми дава на душата, како да кажам, благосостојба. Многу е убаво кога човек може да се пронајде да го прави тоа што го сака или како велат ако го работиш тоа што го сакаш, исто како ниту еден ден да не си работел. Ема како започнува целата оваа приказна, од каде идејата да се создава од обична штица, дрво, една вистинска уметност? Вака, по професија сум стручна во областа на агробизнесот и сум поборник за заштита на животната средина. И многу ми е, бидејќи денеска се сретќаваме со загадување на околината, на воздухот, што е најактуелно. И јас дојдов до идеја, првин добив на подарок алатка за гравирање на дрво. И дојдов до идеја зошто да ги гориме едноставно остатоците од дрво, кога само од една штица на дрво, даска, може да се создаде некоја уметност, без разлика како и да е. И бидејќи ја добив алатката за гравирање на подарок, и веднаш почнав да гравирам, некако само ми дојде идејата да создавам дела што не знаев дека можам всушност и да ги создавам. Сами кога ќе ја земам даската, некако како да зборувам со неа, како да биде, што да биде, ги гледам деталите и едноставно се создадува вака некоја приказна. Приказна во секој агол од нашата маса, но покрај сликите или гравираното кое го гледаме во форма на слики, токму на овие парчиња дрво, не можам да не ги забележам тука се и герданите. Дали само гравирањето е дел на Ема или комплет од почеток до крај? Целата постапка, значи првим почнав со мали вакви делови, од палета или од било што, како и да најдам некој дрво, пошто тешко наоѓав материјали, не знаев, уствари прв пат се среќавам со ваква приказна, не знаев како да истражам, од каде да ги најдам, се најлесно и да купиш, па не знаеш дали тоа дело уствари добро ќе гравира. Купив неколку работи, само не ме воодушевија, а отидов вака по некои фирми да видам дали имаат остатоци од дрва и гледам дека добри беа во соработката, што многу ги почитувам, например, и ги поздравувам оваа прилика, сите што ми помогнаа во процесот на изработка да се создадат вакви дела. И како беше прашањето се? Дали комплет е герданот нема или само гравираниот дел? Не, целосно е, значи, рачна изработка. Даската прво се сече, се бруси, се мазни, се создава површина мазна за гравирање. Потоа, например, ако е за слика спремна, ако биде гердан, првин почнав со вакво да истражувам дали можам да најдам мали делови, а потоа секој делче всушност е рачно издоработено
не е всушност, значи само купено и Тоа дополнителна тежина дава. Да, дополнителна тежина дава и во часови, значи изработка, и сакав да го упростам некако, да поедноставен да биде процесот, и овие например мунистри се купени. Не се, например, рачно изработени. Така, но се нижени сепак рачно една по една. Све се ниже рачно, све се врзува, значи секој делче целосна рачна изработка. И како македонецот или македонскиот народ вели, или ајде ќе ни го преведеш и на кумановски, многу фалење, не туку повеќе работа, да видиме како тоа изгледа, како би звучало тоа на кумановски, некако таа фраза? Јас ако почнам да зборам на кумановски, после не можам да се вратам на македонски. Тогаш ќе остава добра, ајде. Не знам што би сакале да ви... Како би изгледало тоа, ај покажете, работете повеќе, помалку се фалете? Ајде, покажи, се смешно звучи, покажи ни повише, не се фали многу. Нешто некако во тој стил. Па ајде да не се фалимо многу, да ја загрееме алатката која ќе ни биде клучна и неопходна за да можеме да ја покажеме причината или начинот на создавање на уметност, како се почнува и какво дрво најчесто се користи, дали од... Обично барам да биде бор, чам, така некое овакво дрво, топола, било кое што може помеко да биде, за да може да гравурата добро да излезе. А инаку, било кое дрво, мислам, може да се создаде, но ова е вид на палета и ве гледате дека не гори воопшто. Това го правам, не оди воопшто. Например, ова ми е примерот за да видам со која топлина гори, кој отисок да направам. И после, например, на даската, еве првично ова дома го направив чисто да видам каква е даската, секоја даска не е иста. И од дали истата бива или не бива? Да. И од истата штица деловите не се исти. И срцевината не е иста, така. Пак излегува онаа народната, не од секој гранче се прави свирчи и од секоја даска се прави слика. Така. Како и да е процесот, и може додека го објаснуваме и да им покажеме на гледачите што треба да правиме. Ова е алатката што добив на подарок, но ова е модифицирана за мојата намена, не е значи таа откупена само и директно да се... Повторно рачно нешто. Точно така. Имав и помош за таа работа, значи во ова прилика поздравам мојата помош. Вака, значи и ова што го ние викаме на англиски айтем, делот што е врвот на алатката, и тој повторно се машински се изработи за мене да ми биде подобро за да може да гравира подобро. 100% рачна. Ке ви покажам чисто вака, и многу ми е ниска масата, инаку гравирам на висока фреквенција на музика и сама да можам да бидам, и сега малце подругачие. Ајде ка се обидам да правам музика, некако веќе тропам нешто да биде гласно, да биде вучно. Значи, кога гориме, испушта дим, и тоа е малце нели опасен, пошто не знаеме кој е материјалот на дрвото, дали е чисто дрво. И сега, например, јас користам вентилаторче или маска, каде што, например, еве сега, например, не ми оди добро, ова тука има. Од кај мене одлично изгледа. Еве и на камера гледам кај снимателот Филип Поповски, совршено, еве може и само да погледнеш на телевизорот колку тоа добро. Мене ме да дај, вратете, ја има. Кај што гравира? Кадрот е така, ајде сега гравирај, ќе се видиш во екранот колку тоа добро изгледа на големо. Да, браво. Прекрасно. Колку време е потребно има да се направи една ваква од идеја до финална завршеница слика? Зависно со тежината на цртежот, значи сложеноста на деталите. Јас избрав овакво природа поедноставен метод, пошто онака знам да се внесам многу со часови, со денови за една слика, што малце неблагодарно, нели? Кога ќе внесеш толку многу труд, колку ќе го едноставно наплатиш тој твој труд. И затоа гледаме, нели, да биде малку попросто, поедноставно, за да нели мене ми олесни да можам да завршам повеќе дела. И тоа премногу иако пипкава работа вака изгледа, но од друга страна е навистина нешто кое може да биде успешен бизнис на еден млад човек. Дали ова е само хоби или веќе почнува да станува бизнис? Прашувам од аспект на знаат ли луѓето да го ценат
рачниот труд во Македонија? Јас одам на базари, например, сега на интернет повеќе продавам, или нарачки, на така ми пишуваат луѓе. И веќе почна да ме препознаваат и доаѓаат, например, кога ќе најавам некој настан, тие знаат да дојдат и да се поздрават со мене, да се представа дека ме следат, например, на социјалните мрежи. Како да те заследат, како да те најдат на социјалните мрежи? Вака, ова ми е визит картата, infinitydivine.com, така дозволи социјалната мрежа, значи со тоа име. Сега е многу популарен Инстаграм. На Facebook и на Инстаграм, да, може да ме најдат слободно. И сите нарачки или нели пораки, слика, било што, може да ми ги пратат таму. За какви поводи најчесто те контактираат луѓето? И дали тоа е претежно повозрастната публика или можеби бидејќи Инстаграм се, како велим, ако не објавиш на Инстаграм, исто како ништо да не си направил, како ништо да не си сработил, кој е оној кој пројавува најмногу интерес за ваква уметност? Различно е, нема, значи, јас сум истражувала чисто да видам која е мојата, значи, целна група. И различно е. Можам да кажам дека од до. Децата ми ги сакаат многу овие, например, ланчиња. Некој се интересна сликичка по детска, иако ги направив за повозрастни, например, нема правило. Нема правило. Да, така. Например, имав нарачки многу со кучиња. Има луѓе што се љубители на животни. Јас чувам мачиња. Јас кучиња. Така. Јас сите животни ги генерално сакам, ама еве да покажем и на друго, например, вака кутичката, да не биде само дрвото. Еве, гледаш тука, например. Сега ќе речев, тука многу повеќе гори, многу повеќе ќе отпушти. Тоа сакав исто да го кажам. Ова дрво подобро гореше дома, ова е поспоро и гледаш дека разликата, не сам гледате, нели? Разликата е голема. И тоа е уствари убавината на рачната изработка, кога не може да биде исто, значи едноставно некаде пуштам и повеќе притисок за да направи поголем отпечаток, нели? И да има повеќе сјај, а некаде, например, и да сакам, не можам, и самата слика дрво си ја добива таа своја приказна ја носи, шо велам јас. И да биде баш како во природата, се да е уникатно, се да биде различно, но сепак кога ќе се состават сите елементи ја даваат комплетната слика. Мораме да го споменеме и моментот на набавка на материјалите. Споменавме дека ретко или на почетокот барем било тешко за да се најдат вакви уникатни парчиња, даски. Колкав е тој процес, ништо поминува една даска додека стигне до оваа фаза каде што веќе ќе цртаме со твојата алатка која се загрева? Што се треба да помине една даска кога ќе ја најдеш, еве да речеме надвор си ја нашла пред телевизија и велише од оваа ми одговара материјалот, ќе правиме слика. Вака, јас појдов обично сега во Куманово, нели тука ми е најблиско, таму живеам. Појдов кај тишлери, луѓе што работат столарија или такви работи, или фирми што се, например, со дрво што работат, и сега ќе му побарам парче некој. Мислам, без разлика дали ќе го платам, дали ќе ми го подарат. И обично барам некоја помала штица, за да ја проверам дали гори добро. Зашто јас имам многу материјал што, например, не ми врши работа, како да се изразам, што, например, ми стои дома и ќе видам отпосле со некоја друга алатка или со некоја друга метода што да се создаде. И така гледам дека генерално луѓето се спремни да помогнат и некако се снаоѓам, не знам како да ти кажам. Што толку време обстојуваш, значи успешно се снаоѓаш. Имав еден застојен период со материјали, ама некако се си има своја причина. Значи, тогаш се фокусирав на герданите, па почна базарите, значи, едноставно после пак се враќам на сликите и цело време некако кружи процесот. Како и во природата повторно. Да, значи, тие ќе ми ја дадат даската необработена, после се дообработува со наша машина, само се мазни, нели, се овакво се струга, се полира, како да кажам, и тогаш ја спремам, например, за гравирање. Дали од кога комплетно ќе биде изгравирана, има некои заштитни слоеви или останува природно да биде?
Некое дрво, например, може да има заштитен слој, но некое не. Едноставно не го прима тој слој што треба да биде заштитен. Мислам, јас користам и восток, користам и лак, гледам да можам да користам што е можно по-природни материјали, пошто малку и опасно е овакво, нели целата процедура може да имаш изгореници или овакво да го загориш премногу предметот. Ама гледам да може и да се лакира. Најдов од странство, значи ни дадоа овакво специјален премаз за дрво, ама овие не се направени, пошто овие се најтазе сега, не се премачкани. Им дојде редот и на нив. Најде да се навратиме на самите почетоци. Го паметиш ли своето прво дело и кои беа реакциите на најблиските, на пријателите, на семејството? Што сега, девојка, кај дрва, кај ќе гориш, кој ќе го купи ова, луѓето на Марс стигнаа, сега ти дрво ќе гориш? Имаше ли такви реакции? Имаше. Прво реакцијата беше и моја, што ќе правам сега јас со оваа лапка, уствари. Пошто јас еве гледаш дека преку линија цртам сега, може би и трема имам. Тоа ќе се поправи, нели? Моето прво дело беше на малку поголема даска од оваа, шепа од мача. Не знам дали изгубив мача и го чував 5 години, на работа ми беше тоа, ама секојдневно бевме заедно. И така некако отисокот ми беше како впечаток за неа. И гледам дека ствари луѓето, кога го видоа делото, многу им се свиѓаше, па направив шепи за кучиња, за мачиња, за се нешто со посвети и такви работи. На ланчиња ги носат. Реакциите беа предобри, што всушност ја не сум ни свесна за тоа, може и се уште. И сигурно е така. Да, некако јас се посветувам да биде, нели, од моја страна јас да бидам задоволна 100%, и сега кога веќе сум ја задоволна, предпоставувам дека, нели, мојата намера пошто е таа, на луѓето да им носи среќа, да може да, нели, со позитивна енергија да го примат, и може затоа од другата страна ги примаат со оваква со воодушевувачки чувства. Леле, колку е прекрасно, како за мене да е создадено и така. Со овие зборови некако ќе го заокружам разговорот. Благодарам има што од Куманово директно им допатува вака рано наутро да ни пристигнеш во студиото на Јас сакам Македонија и со целиот аудиториум кој верува дека е премногу голем, дури надвор од границите на Република Македонија. Имаше можност да се запознае јавноста дека една Кумановка ни прави една ваква совршена уметност дури во период или ера кога дигиталната технологија, вештачката интелигенција и тоа како се борат да бидат на право место. Благодарам. Фала ви многу и за поканата и на вас, Димитар, пошто стварно сте љубезни и прекрасна емисија имате. И студија многу пријатно. Благодарам, тоа многу ни значи и се трудиме да продолжиме така и во континуитет. А вам почитување